24 милиони тони рассипани и нефункционални електронски уреди и батерии годишно завршуваат во депониите, а до 2030 година се очекува оваа бројка да се зголеми за повеќе од 20%. Со цел подигање на јавната свест за заштита на животната средина, пред непол месец општина Струмица постави 12 контейнери за електронски и електричен отпад. Пред 2 недели беа поставени 12 контейнери за електричен отпад и електронски отпад, како и така и за акумулатор. Со тоа се воспостави организиран систем за собирање на ваков тип отпад. Од вчера исто така се воспостави во институциите кои се под надлежност на општина Струмица воспоставен систем за собирање на батерии. 25 контейнери беа ставени по институциите под наша надлежност. Од поголемите контейнери за електронски и електричен отпад една има уништена со тоа што ние како општина и јавното комунално предпријатие Комунален Струмица апелиравме да се престане со ваков вандализам и дека треба тие да ги чуваме бидејќи се за наше добро. Проблемот драстично се зголемува секоја година и се работи за најбрзо растечката категорија на отпад, вели Надица Маџирова од Сдруженијето за развој, едукација и еколошка етика Полимет 13. Така, можеби најдобро би било да почнеме со тоа што е електрична и електронска опрема. И тоа представуваат сите производи кои што за својата правилна работа во потполно зависат од електрична енергија или електромагнетни полиња. Станува збор за електрични и електронски производи кои што содржат различни опасни материи и материјали, како што се олово, жива, кадмиум, бромирани забавувачи на пламен, и тие можат да представуваат закана за здравието на луѓето и за животната средина доколку не се управуваат правилно. Влијанието врз животната средина од овој отпад е најчесто во вид на контаминација на почва. Тој може да ослободи електронскиот и електричниот отпад може да ослободи тешки метали и токсични хемикалии кои што ја контаминираат почвата и после тоа ја прават несоодветно за земјоделство или за некакви други намени. Загадувањето на водата е кога електричниот и електронскиот отпад оди на депонии, значи се фрла на депонии и потоа неправилно се отстранува, може да ослободи опасни материи кои што ќе се исцедат во водоснабдувањето, може да ги контаминираат реките, езерата и влијат на тој начин на водниот живот и синџирот на исхрана. Загадување на воздухот исто така, согорувањето на отпадот за излекување на тие вредни метали или негово отстранување може да ослободи токсични гасови и хемикалии, при што се придонесува за загадување на воздухот, што придонесува кон респираторни проблеми кај луѓето. Електричниот и електронскиот отпад и отпадните батерии може би делуваат како нетоксичен отпад, но овој отпад содржи екстремно токсични, често канцерогени супстанци што доведуваат до оштетување пред се на мозокот, срцето, бубрезите, белите дробови, а влијаат и на зголемување на крвниот притисок и на проблеми во репродуктивниот систем кај луѓето.